Добар ден, почитувани. Ова е стартот на уште една нова телма амбуланта. Естетските нехируршки интервенции на лицето се дел од вообичаените интервенции со кои се остварува желбата за подобрување на изгледот на оваа регија и незино подмладување. Се повеќе жени, но и мажи во средни години се одлучува да направат еден или повеќе зафати со употреба на дермални филери, односно хиалуронски филери и ботокс. Но и младите во 20-тите години исто така прават естетски нехируршки интервенции со кои што коригираат разни делови од лицето, како што се усните, јаболчниците, потоа дури и формата на носот можете да ја променат. Во денешната емисија, во првиот дел на емисијата, ќе ја запрашаме нашата гостинка Агнеса Органџиева, што ја мотивирало да направи корекции естетски на лицето. Во вториот дел пак имаме доктор кој што ќе ни објасни кои се ризиците од дермалните филери. Постојат ли такви некакви ризични појави кои што може да доведат до компликации? Во тој дел на емисијата ќе разговараме со доцент доктор Анета Кокалевска-Петрушевска, дерматолог од ПЗУ доктор Анчевски. Ќе пуштиме блок реклами, односно овој пат само еден джингл, а веднаш потоа продолжуваме со денешната емисија. За нехируршките естетски интервенции денеска зборуваме со Агнеса Органџиева, инфлуенсер и инаку правник по професија. Агнеса, добре ни дојде во студиото на Телма. Сите ние кога ќе се погледнеме во огледало имаме некакви забелешки. Не сме задоволни комплетно од нашиот изглед, но не секој се охрабрува тоа да го промени. Вие допред некоја година, кога ќе се погледневте, што сметавте дека би можеле да промените за да изгледате уште подобро? За мене секојаш предност ми била на лицето. Немав некој, значи, да сакам некои промени, али ми беше желба нели за усната и тоа го направив, ама во поодминати години. Значи пред 2 години може да се каже. Долго време размислувавте за тоа? Па не. Јас некои промени на лице, ако сакам да ги направам, ги правам моментално, без размислување, ако се импулсивно, решам. Импулсивно, точно. Влијае ли врз вас социјалните медиуми, изгледот на оние познати инфлуенсери, врз одлуката да направите некаква промена? Не. Бидејќи одлучивте вие да се занимавате со тоа? Точно. Не сакам, да гледам или други, или слики, како мислам, што прават. Така, во оваа работа, кога работите како инфлуенсер, потребно ли постојано да го надградувате вашиот изглед? Потребно е, бидејќи сепак јас имам многу млади следачи, од 18 години до изминати години или господи, што сакам да им пренесам дел од мојот изглед, од мојот стил. Значи, одлучивте да направите корекција на усната. Сега ме интересира, дали употребувавте некаква апликација најнапред, за да видите како тоа ќе ви стои? Не, бидејќи јас претходно имав пополна усна, нели? Само сакав да направам корекција на контурите. Значи имам ставено само 0,3 и тоа го правам еднаш годишно. Што значи тоа 0,3 милилитри? 0,3 милилитри. Тоа значи дека мала количина многу мала ставате? количина, точно, на контурите. Размислувавте ли каде да поидете? На кому да дадете доверба за да направи корекција? Искрено мене, ми има правено професор доктор дерматолог Ирена, на работа во 8 септември. Секој чест за жената, мислам сепак не ги знае сите контури на лице. На друг не би се осмелила да дадам да ми го допирам од лице, бидејќи сепак дерматолог е нели за тоа. Сега, се плашевте ли можеби дека по корекцијата нема да изгледат онака како што сте замислила? Па не, бидејќи претходно гледав како изработува она и немав никакви. Значи бевте добро упатена во незината работа и да. точно знаевте што барате, што очекувате и но сепак можеби таква усна нема да ви одговара на ликот. Размислувавте за тоа? Па не размислував, бидејќи пак ќе кажам многу мала милитража, имав станува тоа што го сакав, тоа и го добив. Со мала интервенција добивте голема промена. Сега како изгледа тој процес на аплицирање? Еве искуствено да ни пренесете, болен ли е?
Првиот пат е болен, потоа се навика, се навикнуваш и нема никакви нели болки. Колку често треба да се интервенира Тоа се за да го мислам задржи дека овој изглед? Таа се зависи од самото тело како го абсорбира филерот. Значи кај некои трае нели подолго, кај некои пократко. Кај вас? Еднаш годишно. Па тоа е Да. релативно Точно. успешно, би рекла. Успешно, Значи не се абсорбира со голема брзина. Од првиот зафат од првата интервенција го добивте посакуваниот изглед? Од првата, точно, од првата, да. И потоа што е потребно од кога ќе се аплицира? Корекција, значи за да се задржи нели волуменот, формата, мора корекција, пак ќе кажам, зависи од нели од телото. Некои го прават на 3, на 6, некои на 12 месеци. Не се плашев дека можеби ќе излезе како паткаста устата, бидејќи на некои им се многу надуени, предимензионирани. Па не, мислам дека за тоа нели има ако нели како стопчиња се појавуваат кај некои девојки. Фиброзни ткива. Ете така. Проверувавте се, пипкавте потоа да не случајно имате нешто? Има и за тоа нели средство специјално за топење на тој дел ако сакаш да го нели да биде. Сметате дека усните се многу важен дел од изгледот? Па јас мислам дека да. За некој може не е така, ама за мене да. Во вашиот случај да. Исто така применувате и други нехируршки естетски процедури за разубавување на лицето. Да започнеме со ботоксот. Го користите ли? Еднаш имам користено пред 2 години. Мислам дека не ми е потребно се уште. Чисто ми беше тоа да видам, да истестирам како ќе изгледа, ама не ми се допаѓаше моментот на нели не можеш да се движиш. Замрзнато ти е цело чело и тоа е тоа. Иначе да имам пробано. Имате пробано, не би го повториле тоа? Па сега, за сега мислам дека не. Ова ве прашувам бидејќи некој смета дека ботоксот треба да се применува во помлади години како превенција од појава на брчки. Значи тој дел не ве плаши вас? Не. Немам проблем бидејќи јас сепак користам секојдневно нели дневни креми, ноќни креми, хемиски пилинзи. Сега за сега тоа доволно ме помага нели за одржување на изгледот. Точно. Дојдовме до хемиските пилинзи. Тоа се пилинзи кои што се нанесуваат на лицето пошто кожата се лупи. Драматично ли е лупењето? Првиот ден не е, значи баш е како лупење, значи тоа се зависи од колку временски ќе ти стои на лице. Ако е пократок периодот, значи на ова ќе се помалку има љупење. Не е толку интензивно лупењето, не е толку длабинско. Да. Но во вашиот случај како се излупи кожата? Како перутање беше, не беше ништо страшно. Ништо страшно. Не го државме, мислам, подолг период. Би ни го препорачале хемискиот пилинг? Да. Што се постигнува со него? Кожата изгледа многу мазна, како лифтинг, значи да се изработил, нема брчки, нема многу, мислам, вистина многу убаво. Има сјај, многу сјај има. Вложувате многу во вашата убавина, во вашиот изглед. Колку често имате некакви интервенции на вашето лице? Еве, козметички третмани, претпоставам дека правите, покрај филерите кои што ги нанесувате на усните, еднаш во годината. Точно, 2 пати неделно исто посетувам нели салон, BeautyS, каде што морам да ги направам тие третмани за лице, ампули, маски. И мислам дека секоја жена би требала тоа да се издвои време нели за себе. За себе наш месечно барам да го работи тоа. Вие периодов бевте на диета. Колку килограми изгубивте? 17. Браво. Одлично. 17. Значи се државте доследно на она што го зацртавте, но прашањето со диетата ми се однесува во однос на лицето. Многу жени се плашат да ослабнат, бидејќи тоа потоа им се забележува на тонусот на кожата. Да, стравувавте дека можеби ќе ви се опушти кожата по ослабењето? Веруве, не размислував за тој момент, бидејќи јас имав во долниот дел проблем и во рацете. Знаев дека нема да имам некоја драстична промена нели во ликот и така испадна. Се дојдов до тоа што го сакав и без никакви немав проблем, не. Проблеми со лицето. Кожата не ми е
Ни обтегната, ни... Секако мора се вежби. Сега виж, Следно, така. да. А понатаму би ставиле филери во јаболчиниците, што велите за тој тренд? Не, сепак сум за поприродно, не го сакам тој идентичен изглед како што гледам кај девојки на овој дошто го пополнуваат. И тие контури, не. И против сум многу за младите девојки, значи на 18 години, што почињаат сега тој процес да го прават со на дополнување на усни. Ви пишуваат младите? Да, многу. Што ве прашуваат најчесто? Дали имам нешто, не знам, еве на лице е правено. И сега последно што ми беше за како ослабнав. И не можев сепак на сите да возвраќам како се до што викаме до затварање уста и тоа е тоа. А како ослабнавте? 17 килограми? Правев чорби, пилешки, телешки и од коска и на 2 сати јадев. И мислам дека успеав, ама 2 месеци без алкохол, без тесто, без благо ништо. И сега се придржувате понатаму на тој режим? Сега веќе не. Се враќате во нормала? Нормала, но не вративте килограми? Не. Али исто на 2 часа, значи јадам, помалце и тоа е тоа. Влијае тоа и врз кожата? Многу влијае точно. Така, сјајот предпоставуваме подобар. Се е подобро. Се е подобро. Да. Како реагира вашите пријателки на трансформацијата низ која што поминавте изминатиот период? Како реагира? Некој позитивно, некој негативно. Еве, пример, мојата мајка не сака да сум вака волку слаба. Мислам, јас се сакам, сепак нали телото е мое. Еве, некои гледам ми коментираат на социјалните мрежи, веднаш вика накачи 5 кила, не си ти таа што беше. Али сепак јас знам зашто го направив тоа, нели? И сум решителна. Го направивте само поради естетски причини или здравствени? Поради себе, да. Поради себе, самата себе. А во однос на корекциите што ги направивте, еве конкретно на усните? Па сепак устите, нели, веќе тоа е тренд. Сите, нели, го работат. Јас сум задоволна, мислам, не знам. И претилките нормално, мислам, сите веќе го прават повеќето? Го прават, да. Тоа е веќе вообичаено. Вообичаено веќе како. И мажи и жени. И мажи и жени, точно, да. Треба ли да се има добар буџет за да може да се направи сето она што сакате да го спроведете како интервенција на лицето? Секако дека треба. Сепак сега еве цените на филерите не се како порано што беа нели нека по драстична цена. Бидејќи нели повеќето се гледам и стоматолози го работат истото и цената мислам дека намалена. Но вие одлучивте да се обратите кај дерматолог? Да, дефинитивно, да. Само кај Ирена. Така, кај дерматолог, кај лекар. И стоматолозите се лекари, но некои ги прават интервенциите и во салони за разубавување. Со докторката ќе зборуваме во вториот дел на емисијата зошто тоа не треба да се практикува. А што велите за оној холивудски тренд за старење достоинствено, што би се рекло? Па има сега актерки што се појавуваат на црвениот килим со седа коса, не применуваат ниту ботокс и слично. Може би ќе видиме некои фотографии во текот на емисијата. Што велите за тој тренд? Тоа, значи, во моментов тоа е светски тренд, каде што сакат жените што се во поодминати години да изгледаат еве како на сликиве. И што баш пред некој ден со мојот стилист и фризер разговара баш на оваа тема и ми рече сепак дека тоа е техника. За да се дојде Значи сепак оваа седа коса бара и нега е третман, не е тоа туку така. Точно. Јас, значи, сепак сега нели не би го применувала тоа, али за господите во поодминати години, зашто да не? Размислувате за староста? Ве плашат тие промени на лицето? Би интервенирале? Повеќе од тоа што сте направиле до сега? Па, зашто да не? Нема, сме 50 години која ќе наполнам, не е проблем. Сепак сум се уште, мислам, јас се чувствувам млада, 39. Така, секако млада сте. Но, ете, понатаму не се плашите и од некаков, од
од друг тип на естетски интервенции во Па се надам однос на дека хирургија, не. сакав да ве прашам. Да, не знам како би било понатака вистина. Продолжувате да го работите она што го работите? Задоволна сте од тоа? Да, сум задоволна. Потребен е голем влог во себе, во Кај мене- изгледот? Да, кај мене мислам дека не е толку доволно потребна, али сепак треба да. Агнесе, јас ви благодарам за денешното гостување во Телма амбуланта, што споделивте со нас какви неестетски хируршки интервенции сте направиле, како тие изгледаат и ви посакувам уште многу успеси во работата. Благодарам многу. И на поканата. И среќни празници на сите гледачи. Среќни празници и на вас. Почитувани, тука ќе погледнеме еден блок реклами, а потоа продолжуваме со вториот дел од емисијата, кога ќе поразговараме со докторката што се тоа дермални филери, на каков начин се применуваат, може ли да се направи корекција на носот без хирургија и кои се ризиците од овие третмани. Останете на Телма. Доцент доктор Анета Кокалевска-Петрушевска, дерматолог во дерматолошката ординација доктор Анчевски, е со мене во студиото на Телма. Докторке, добре ни дојдовте. Добре ве најдов. Благодарам на поканата. Поздрав до екипата и до гледачите. Драго ми е што денеска ќе зборуваме на оваа тема, бидејќи вие околу 2 децении всушност работите во оваа област и на самиот старт објаснете ни што се тоа дермални филери, што тие содржат. Дермални филери или пополнувачи се продукти кои се спремени за интрадермална, односно кожна апликација во облик на течност, полутечни, гел структура или погусти, зависно од типот кој го бираме, и се аплицираат за корективни и естетски процедури. На кој регија од лицето обично може да се применат? Па ние обично велиме лицето, носот, под очите, образите, усните, значи се применуваат секаде каде сакаме да коригираме, во слој кој го одбираме. Секаде? Секаде. Аха, значи нема регија што не може да биде третирана со дермален раце, филер? врат, деколте, каде сакате да пополните. Аха. Значи да пополните. Пополнувачи тоа значат. Грешно е дека тие можат да истегнат и да пациентите која ќе покажат дека значи ќе дојдат, сакам образите да ми ги кренете овој дел. Овој дел да изгледа вака, значи тоа Не може со дермален филер. Филер е пополнувач. Да речеме ако се пополни образот или ако се пополни тука овој дел. Може образот да се пополни, брадичката да се пополни, джолајн, што ја викаме носот се да се пополни. Ама не може тој да ве затегне. Значи тука тие моменти треба да се комуницираат со пациентите што се очекувањата и дали филерите можат да го направат тоа што го бараат пациентите. Тоа е есенцијален дел од нашата работа, мојата, бидејќи ако нема добро разбирање што бара клиентот и дали пополнувачот и лекарот може да го тоа спроведе, ќе имаме несогласување, незадоволни пациенти. А филерите затегнуваат во умерени граници и не тоа што е тегнење кое го бара пластичната хирургија. Значи тоа само со пластична хирургија може да се реши. Такво тегнење. А со тие конци што се ставаат? Тоа е веќе сосема друг разговор, затоа што чисто да прашам дали би можело тоа да се реши на таков начин. Во неколку, значи мезоконци, хируршки конци ги има неколку типа. Мезоконците кои се процедура во дерматолошка ординација го држат ткивото на место, ама не умеат да тегнат. Тие се мезоконци се ставаат во површниот дел, мезодермот и таму го држат во позиција. Тегнењето е на хируршките процедури генерално, зашто такви конци кои се хируршки, тие ќе истегнат. Тие се аплицираат под анестезија. Болни се. Значи, болни се, дебели се, процедурата е поагресивна, како што е и хируршкиот лифтинг. Се враќаме повторно на дермалните филери кои што содржат хиалуронска киселина. Хиалуронската киселина е составен дел од нашето тело. Така е. Затоа се абсорбираат? Така се тие направени да се биоразградиви, нели? Тие не само хиалурон, имаат и неколку компоненти на носачи внатре и полека се топат. Значи тие се обично гликозаминогликани, ништо не значи, ама дел од јаглено-хидратна компонента
и подкрепуваат и колагенска продукција која е протеинската компонента и која во кожата, тие две се одговорни за полноста на кожата, значи и за подкрепата и за цврстината што ја имаме. Потоа под нив подкожното масно ткиво, нели? Најубавите сме детската возраст, нели така? Кога имаме убави јастучиња да крепат, тоа е подкожното масно ткиво. И кога тие две со старењето се топат, тие две структури, кожата е истата, ама се прави во фалти, нема што да ја крепи. И после тоа полека пропаѓа и малце мускулот, малце коската и се добива деформиран изглед со вишок кожа. Пополнувачите тој дел го средуваат. Да пополнат, да го исправиме, да го надополниме и да добиеме изглед како во младоста. Кога е вистинскиот момент да се употребат дермални филери? Филер нема регулирано кога. Има ли некој што е премлад за тоа? Ќе кажам, обично, пошто процедурата бара согласност, значи да се види, прочита консултацијата, да се разбере што се нус ефектите од филерите, без тоа не почнуваме процедура. Треба да разберете што се прави, што се постига, но што може и да биде за компликација. Тоа побарува да биде пациентот до 18, да биде полнолетен, одговорен за себе и да биде свесен што прави, нели, и што тоа може негативно да се случи. Тоа е неопходен дел на дерматолошките ординации. Без тоа нема почеток на третман. А дали е вообичаено да се прават и порано? Да. Да, прават. Нели прават. Океј, на 16. Првите пациенти кои бараат пополнување се тие за усни. Тоа е значи првата интервенција. Првата интервенција на младите. Зборувавме со гостинката, тоа е нешто што го коригираат повеќето. Пред се жени. Ако не се лажам, кога станува збор за усните. И мажите коригираат усните еднакво. Да. И сега има трендови кај усните. Горната усна да е поголема од долната. Или пак свидоци сме на предимензионираност. Тоа е исклучително трендовски во моментот. Што велите кои ќе дојдат со едно такво барање? Сега вака, пропорциите, значи има таму анатомски пропорции како треба да биде лицето. Најидеалните што не верувам сега, можеби не ги имаме сите тие. Очите, нели, да бидат на средина на, нели, лицето, од вегите третина, долната третина е на горната усна и третата третина на брадата, уште во египетското време е забележано дека најдобра пропорција е 1:1,6, долната да е лесно поголема. Обратното сега не е. Од она што сега се бара. Да, малку не изгледа како е по книги и пропорции. Меѓутоа, ако не е тоа предимензионирано и ако е желба на клиентот, ама да не е претерано, окей, се прави. Може да се направи нешто малку поголема, не премногу. Не премногу, но кога ќе побараат малку повеќе од она што вие сметате дека е нормално и прифатливо? Па знаете како, тој што работи естетика, збориме во секое поле, и ние и пластичари, нели, што ги работиме овие нели интервенции, хирушки или вакви естетски нехирушки, се соочуваме со желбите на пациентот. Луѓето доаѓаат и со слики какви тоа усни сакаат да бидат направени. Значи точно знаат што сакаат. Некои да, некои не, оставаат на тој што ги третира, на лекарот. Но меѓутоа наше не е во ред да подлегнеме на тие желби и да правиме прво ризик. Значи прво моето основен критериум е да не правам ризични интервенции. Значи ризичноста во преголемите усни, во пренагласените, иако е процедурата специјално само во еден ден направена, нели, носи своји ризици. Така да тука ќе се тоа комуницира пред да седне пациентот на третманот. Тогаш имаме консултација која е обавезна во нашата ординација, која дури трае најдолго, подолго од самата процедура. Се да објасниме. Што е желбата, можам ли ја да изведам или ако не, зошто не? Значи дали е ризична, дали не одговара на лицето, дали е друга, нели, пропорција која нема да стои убаво, бидејќи тој кој ќе го направи, има многу пати ќе речат, па да, не е баш како треба.
Разбирате? Значи јас веќе ова 17 години го работам, нели така? Веќе знам точно што треба да се направи, дали личи или не. И ако се уште е желба, нема да ја почитувам до претераност, до негде ќе ја испочитувам. Што се може да се коригира со филер? Контурите на усната може? Да, може, контурите. Како Волуменот? невидлив кармин да биде. Да, волуменот, да. Потоа позицијата, некој бара да малце се подпрошири, малце. Некој бара да се испакне нагоре, малце. Некој си бара горната да е малку поголема од долната. Да, така. Правото е малку поголема да биде долната, нели така? И сите тие умерени се во ред. И ја до сега барем со одлична комуникација со пациентите немам проблеми од тој тип. Ке Има се различни објасниме. техники на боцкање за да се постигне тоа што го да, кажувате? Постојат повеќе многу техники, мислам, на боцкање и да, се постига. Генерално се постига се што се сака, само да не е претерано и само да не е ризично. Да не е ризично, веќе неколку пати споменувате да не е Да, ризично. да. Па какви се ризиците? Па ризиците се повеќе бројни, значи и тие во протоколите за работат се ставени да се видат, прочитаат, нели, што се. Најлесните типови на нус ефекти, странични ефекти се тие со кои се содруваме секој ден. Да биде модринка, црвено, отечено, што без тоа не проаѓа. Нели, ретко кога да биде како што сте влегле, така да излезете како ништо да не е правено, бидејќи под кожата се тие капилари невидливи, не можеш да знаеш дали ќе погодиш во крвен сад, нели? Така. И тоа е редовно кај нас не е тоа проблем, ке се и си имат третман и апчиња има и се има за повлекување си тие нешта. И вториот тип на ризик е ако случајно е неподносливост на компонентата. Алергија? Алергија. Меѓутоа во толку многу години работа јас буквално еднаш памтам. Тоа е значи многу ретка И како веќе. се манифестира? Со црвенило кое не поминува. Може да утечат усните да станат да огромни? отечат. И лицето се зборуваме за цела корекција, не се само Така. усни. Бидејќи се задржавме Тоа во е моментот тој филер, устите, да, така. мислам, не е, тоа е тој Кој што може да се аплицира, споминавте, на било кој да, дел на на било лицето. кој, зависно од секоја фирма нуди повеќе врсти на филери во густина, и посебни се во намена, посебни за усни, посебни под очи, посебни за образи, за джолайн, за врат, посебни се така да, а и во состав се различни. Дали го ставате плитко, посредно или длабоко, тие може да бидат други млечна киселина, калциумски и така натаму. Значи може да изреагираме на некои од компонентите во Многу филерот. ретко, ама еве, велиме и мораме да наведеме дека може. Тоа исто после ќе го обслужиме, ќе го третираме, нели лекар затоа, нели дошол на дерматолог ако се случи да може да го после тоа да се подкрепи пациентот. Потоа, по ризичните се ако е филерот ставен тој е во површен слој треба да биде ставен, а е ставен длабоко, нема да има ефект и обратно. А ако густиот е ставен поповршно, ќе направи топчиња, ќе направи Фиброзни грудки. Тоа е во втор акт фиброзни. Во прво време се грудки. А на почеток започува како грудка. Како грудка, И да. може нешто да се интервенира во тој момент? Апсолутно си има и за тоа. Ензимски топења на тоа место, за да се нели среди проблемот. Ама да не трае предолго, да не биде многу временски интервал од моментот на апликација на филерот, бидејќи потоа може да го индуцира фиброзното ткиво и топчињата да видат под кожата. Особено сум гледала нестручно ставање околу очи, во очната и подочници на филери кои не се за тоа наменети. Густи филери кои буквално прават како кеси да имате. Така да тоа е најделикатниот дел од работата на дерматологот се подочниците. Да. Значи не е устата, него се тој дел. Да се погоди слојот и да се погоди густината на филерот, бренд нормално. Не сите прават филери за подочи, не сите брендови го имаат тоа. И да биде корекцијата видлива, да е дупката пополнета, ама да не биде надкоригирано. Ете, тоа е. А може ли да се направи корекција со еден филер, а потоа да се примени некој друг? Чекајте. Филер врз филер. Чекајте, не завршив јас со нус ефектите. Се уште има нус ефекти. Јас мислам дека ги исцрпивте. Никако. Значи има многу. Каква е? Најризичните се да пробате да ставате во таа аголна регија и дел од филерот да направи слепило.
Разбирате, тоа е Тоа баш сериозно. Тоа е сериозно. Да се погоди крвен сад кој е огромен, тоа е веќе нестручно, голем, кај што не треба, кој што не знае каде става и не ја познава анатомијата, да го запуши и да настане инфаркт на кожа. Тоа се меѓу најсериозните носефекти. Кога ти поцрне ткивото, кој ќе изумре како гангрена. Тоа е. Ема тоа поправка нема. Разбирате, значи, после ќе говориме, затоа треба многу важно каде всушност одите за да ставате филери. Тоа така лесно изгледа во светот, естетските интервенции се во светски рамки. Правена е статистика некаде 2020 година дека негде повеќе од 5 милиони интервенции се во светот направени и искалкулирано е до 2030 дека трендот ќе расте со 10% секоја година. И, значи, тука веќе тоа е толку масовно, ама тоа не подразбира да биде масовен пристапот на сите што аплицираат, тоа не треба да биде. Мора да е регулирано. И кај нас е, ама ајде понатака ќе кажеме што е, како е со тој дел, каде треба, каде не треба, зошто и како. Само да ги поканиме гледачите да се вклучат во денешната Телма амбуланта. Почитувани од овој момент можете да поставите прашање и ќе добиете одговор на сето она што ве интересира, а е поврзано со нехируршките естетски интервенции пред се со примената на филерите. Завршивте ли со ризиците или се уште ги има? Ајде да речеме да. Значи треба многу добро да се размисли каде се оди. Премногу добро. Да се исклучително во ординација, никако во некој од оние салони за убавини. Не дај Боже по дома, по нешто, по такво. Никако. Значи, никако. Не советувам. Навистина. Тој што работи треба многу добро да познава што прави. Дека палета од филери имате 20 филери на располагање. Сите се различна примена, различно место, со различни игли, канили, што сакате. Ова поле е многу сложено, иако изгледа многу едноставно. Аплицирај, стави игла и ставај. Не, многу е сложено. Ние толку многу години не престанавме по 2-3 пати годишно да одиме на обуки. Мислам, ја мижечки ги боцкам и повторно одам, да не чујам нешто друго. Разбирате, да не може нешто да се плюс-минус направи на тоа поле. Споменавте дека има многу филери од различни производители. Може ли да се комбинираат филерите? Бе моето претходно прашање. Така, може. Меѓутоа, во иста процедура, значи би било пожелно, бидејќи тие се поделени на политки по подлабоки, најдлабоки, да биде истата фирма. Иначе ќе се направи реакција која е несакана. Ако се гледа да се направи со друга фирма, потребата да е, например, хиалуронските филери исто се најповеќе на пазарот се тие распространети. И по интернет ги набавуваат, што не е во ред, бидејќи брендираните филери, тие што ги добиваат големите куќи што ги произведуваат, има и зошто. Проверени се, пречисти. Ние толку години ви кажувам, навистина немаме проблеми. Не е само порачај. Нели, има и така, си доносат филер, no name, прв пат слушам, некако не сум вољна да го аплицирам. Да се ризикува. Да, апсолутно. Така да ќе се комбинираат другите, млечна киселина, продукт скулптра, радиес и така натаму, ама по неколку месеци кој ќе не може да се направи реакција. Колку често бараат корекција на носот, на формата на носот со филери? Многу често. Што се може да се постигне? Да речеме, ако некој има грбка на носот, може ли да се исправи? Може, да. Тоа е тој крив нос, може. Не може единствено, не може, значи кривина, девијација на страна, значи грбката е дел од коскената структура, таа пред тоа, потоа се пополнува, меѓутоа носна девијација со искривување веќе потешко. Значи, меѓутоа бараат, многу има пациенти со таква потреба и навистина убави резултати дава. И колку долго трае ефектот конкретно на филерот кој што е нанесен на носот, бидејќи на различни локации се стават, споменавте, со различна густина, тоа значи со различна брзина се абсорбираат. Па да и не. Хиалуронската концентрација е таму, кај сите нив, таа треба да биде, меѓутоа носачот дали ќе биде вода за да се стави под очи или ќе биде прегуст, кај образиве густ филер се става исто и тука паѓа, тоа мора да крепи. Носачот што го носи тоа гел, структурата е таа што е, нели? Меѓутоа филерите траат над година, знаат да траат. Другите волуменските третмани како скулптра, како радиес, тие се калциумски, млечна киселина, тие се
посебни растварања, посебни техники и така натаму, па тие и над 2 години траат. Кога ќе се абсорбираат? Може ли потоа лицето да не изгледа полошо од она што било претходно? Не, вака сега. Најпрво за траењево. Филерот, кога ќе се аплицира на помладо лице, значи веќе од 20 и неколку тој може да се прават тие корекции. Кога се умерени, ќе го секому, па и на младо и на повозрасно лице, филерот пропаѓа по земјината тежа, ти го аплицираш и он ја зема најдолната позиција од кај што е ставен, нели? И после некое време повозрастните кои почнале подоцна, ќе дојдат и ќе речат ова нема ефект. Но јас тоа го чекам за да аплицирам втор пат, бидејќи ќе се исправи до тамо до кај што е желбата на клиентот и рековме безбедноста во која јас сум комфортна да го направам тоа. И потоа, кога ќе се заврши таа процедура со повторување, дека филерот знае и по 3 пати да го повториме, дур не фати место што викаме, дур не легне како треба, ете тогаш ќе траат година-две. Бидејќи некој ќе проба со еден филер, барајќи да биде финансиски подостапно, као ај да видиме со еден, а има над 50 години, тој едниот ништо нема да направи. Нема да се види ефектот и склони се да речат, па ова ништо ефект нема. Значи зависна е од количината, од возраста и од густината, ефектите и траењето. Така, значи повеќе фактори се така, повеќе фактори се, кој ќе се вклопи се, кој ќе се издоговориме со пациентот, тој што нема финансии, јас сум воljна подобро да не почнеме. Не е ова обид да се дадат пари и да не види никаков ефект. Значи, ако се воljни да го дотераме до каде треба, ете тогаш ќе го добиеме тој одличен ефект. Филерите постигаат одлични ефекти. Одлични. Но се потребни финанси. Ако е младо лице, не се. Кој почнал на порано, зборуваме сега тоа што ќе го аплицираме на млада возраст, значи тој кој ќе се вгради меѓу компонентите на кожата, тој ќе си легне, викаме, нели тоа не е вишок, тој крепи, брчки не можат да се создадат, крепи, како да ве бутка некој од оздола, разбирате. И тогаш веќе добиваме лица кои се толку убаво средени, не се вишок, нема ништо вишок приметливо, а не се ни ризични. А пак, од друга страна, ова што е претерано, огромни јаболкници, големи усни. Рачунајте тој филер кој ќе се вгради, тоа ко да ја стега кожата и смета просто. Значи, тука више и самиот колаген пати, тој вашиот. Страда. Страда вашиот. Кој ќе се тргне тој филер, вашиот е уништен. Не е добро да се претера и од тој аспект. Еве, нема да се добие ризик, ама после некое време, леле, види кожата што се направи. Па кај е твојот колаген? Е прашањето, тој го нема. Притисната е, упател. Уште една причина зошто не смее да се претерува. Да се претерува. Изглед кој треба да биде многу природен, значи филер, ни многу ни малку, корекцијата да биде умереност, велате важна во животот, но и тука е важна. Многу важна. Умереност, ајде, значи да се гледа дека е од пациент да има корекција, но тој што ќе ве види од страна да не знае точно што е работено. Така и коментарот е на тој што сме се разбрале при тие консултации што е треба да се постигне и како тоа да изгледа, коментарот на околината да би бил леле колку си свеша бе да не беше негде на одмор да не нели да не. Да, токму тоа треба да се постигне. Ако почнеме да добиваме ефекти на претераност, усни и унифициран изглед, сите ли веќе личат еден на друг? Тука веќе кој ќе се стопи тој и тоа му треба време. Тој на јаболкници 2-3 години, например, хирурзите не прифаќаат работа на лифтинг со филери. Значи, значи треба ти, па како ќе тегна, тоа е камен внатре, разбирате ни. Не може да сработат работата, бараат да биде стопен. И секогаш прашуваат кој тип на филери и колку е ставено. Значи, овие што се со претерани корекции, јаболкници и така натаму, бога ми 3 години треба да паузираат. Или да стават нешто за топење на филерот? Не се топи. Тоа не може да се стопи со тие ензими. Не, тоа е тазе филер. Да се разбереме. Значи, само тоа е првиот месец. Тоа ако некој, да речеме, е незадоволен од интервенцијата, се гледа во гледало, вели јас не личам на себе, сакам да си го вратам стариот изглед. Во тој случај можете да коригирате? Се вака. Значи, пак се враќаме на почетокот, дали сме се разбрале со клиентот. Како можеш сето тоа да го вратиш? Значи, ни ти си објаснил како треба, ни пациентот сватил, или директно сте легнале да работите и потоа не сте се разбрале воопшто. Не треба да биде така. Но ете, доколку се случи? Не можам, нема да се случи.
Не смее да се случи, како не ме разбирате. Значи, ако пациентот бара ја болчиња да се имплантираат под кожа, ја од старт ќе кажам, не верувам дека ова сакам да го направиме. Ризично е, не се нафаќам, а па како ќе го стопам целото? Како? Не, тоа се топи парче, делче. Тоа што споменавте како топче доколку се направи. Како може да го вратам у толкави усни по 3 филери ставени, како ќе ги вратиме? Значи и топењето може да биде румби-тумби, така, да биде нееднакво. Па велат и тука може алергиска реакција да се јави. Мање више тоа, него нееднакво е. Ќе излезат како да стопено малку, па другиот дел нефатен, па значи не. Треба добро да се размисли пред да се направи било што. Апсолутно од таму тргнуваме. Бидејќи многу велат ако не ми се допадне, еве има начин да се врати. Се тоа е дел од консултацијата, верувајте, поважниот дел од работата е таа. Имаме многу малку време, 55 секунди, гледам до крајот. Само едно прашање, уште едно прашање за крај. Жените кои што стареат, чувствуваат промени на нивните усни. Се јавуваат и пушачки брчки. Можат ли со филери да го решат тој проблем? Можат. Филерите, само ќе се каже колку процедури, кои филери, тоа се веќе најгустите и ќе можеме полека. Природен изглед ќе добијат? Да, никогаш како тој што почнал од помлада возраст, никогаш. Али, друго сакав да кажам за крај. Кога бирате кај да го направите ова, ви е потребен сертифициран лекар по можност, дерматолог со огромно искуство. Некој кој тоа го работи на вистина секој ден, за да знае како треба да изгледате, што да аплицирате и да може да се, разбереме на крај без нус ефект. Нус ефект во ова е недозволен. Од тој тип што го рековме. А законски има регулирано. Во Закон за здравствена заштита пишува, значи во членовите таму, дека тоа го прави лекар дерматолог, сите интервенции со боцкање во кожата, значи на кожата се прави со так. Меѓутоа, за жал кај нас нема кој да тоа што отстапува да го регулират за да биде безбедно. Значи немате некој кој ќе оди забрани со казни или како веќе. А очигледно дека тоа мора да се спроведе. Но еве, испраќаме апели преку овие емисии да се мисли на здравието. Така е. И дека естетиката е дел од здравието. Така е. И страшно да внимаваат каде ги прават овие интервенции, кои што се се почесто. Така е. И лекарите, и лекарите, и лекари, стоматолози и така натаму. Меѓутоа ја не поправам заби, нели така? Така. Нели? И они ќе го направат, меѓутоа и тоа е некомплетно. Бидејќи не се за тоа, они имаат друга дејност. А ако се лекари, ама па поарно таму него па во некој салон и во козметички салон, да. Јас ви благодарам многу за вашето гостување. Се надевам дека повторно ќе бидете гостинка во нашето студио и тогаш ќе проговориме, да речеме, за ботоксот, кој што исто така се употребува, меѓу другото и во превентивни цели, за да ја зачуваме младоста. Тогаш ќе ни објасните дали е тоа прифатливо или не. Благодарам, среќни празници на сите кои не гледавте и бевте со нас. Посакувам и на вас се најубаво. Почитувани, тука ја закружуваме денешната тема амбуланта. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте. Пријатно.